Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Можете да забележите, нестандардно излеговме малку од студио. Се со цел да ви пренесеме една интересна приказна. Приказна која што навистина има хуман карактер и она што ќе го кажат и моите соговорници, односно доктор Кристијан Ристовски и мајките на дечињата со посебни потреби, навистина ќе биде интересно и ќе го задржи вашето внимание. Решивме да излеземе малку од студио, се со цел понекогаш да пренесеме до вас она што се случува, а не е нешто што е во секојдневието. Доктор Кристијан Ристовски, оние кои што гледаат Ваш термин, можат да знаат за кого се работи, ми гостувал и кога сме говориле на одредена тема за стоматолошките проблеми. Сме споменале и за она што тој го работи со дечињата за посебни потреби, им ги поправа запчињата бесплатно, меѓутоа што е најмногу важно, тој успева да допре до нив, да се спријатели со нив, да им стане близок другар, а тие да имаат доверба да седнат на стоматолошкото столче и да дозволат доктор Кристијан да им ги поправи и да им ги извади запчињата. Толку колку за најава на почетокот, останете на оваа фреквенција, ќе видите точно за што станува збор во онаа приказна што сакаме денес да ви ја пренесеме. Еве продолжуваме понатаму, како што кажав и на почетокот, значи денеска ќе ви пренесеме една интересна приказна. Започнуваме со почетокот од Хипократовата заклетва, која што секој доктор ја има во својата ординација на некој начин, а вели вака: во часот кога стапувам меѓу членовите на лекарската професија, свечено се колнам дека својот живот ќе го ставам во служба на хуманоста. Ете, тоа е нашата цел денеска, хуманоста на доктор Кристијан, за која што кажа веќе подолго време им поправа запчиња без никаква надокнада на децата со посебни потреби, значи на деца со аутистичен спектар, со Даунов синдром, меѓутоа за сето ова ќе ни каже повеќе доктор Кристијан. Добре, дојдовме во твојата ординација, доктор Кристијан, и се надевам дека сето на што сакаме да го пренесеме до нашите гледачи во денешниот разговор со тебе, а и со мајките на дечињата, ќе го доставиме до нашите гледачи. Навистина добре дојдовте овој пат во мојата ординација и чест ми е што денеска наместо тие неколку пати кога ја бев гостин во вашето студио, за промена вие сте гости на местото каде што се обидувам да ја испочитувам Хипократовата заклетва во целост, како и секој доктор, се надевам, и секој мој колега. Така. Во последната емисија токму го договоривме ова да направиме една ваква емисија и оваа интересна приказна да оставиме до нашите гледачи. Како што кажав и на почетокот, хуманоста. Да, меѓутоа не секој доктор го прави она што вие го правите веќе подолго време за дечињата со посебни потреби. Како почна оваа приказна? Оваа приказна, верували или не, почна уште во моето основно образование, каде што јас ги имав моите први средби со лица со посебни потреби и јас сфатив дека можам многу блиску да комуницирам со тие лица и многу добро да се разберам. Многу подобро од било кој друг да се разберам со тие лица со посебни потреби. И така се јави една желба. Сметам дека на децата, односно на лицата со посебни потреби, им е потребно стоматолошко згрижување, затоа што тие, како и сите други луѓе на светот, имаат проблеми со забите. Меѓутоа, со таа разлика што лицата со посебни потреби имаат некои потешкоти во одржувањето на оралната хигиена, анатомски и хистолошки нивните зъби се малце поразлично поставени, односно имаат некои тескоби, кои што се дополнителен фактор, дополнителен предиспонирачки фактор кон
орални, односно дентални заболувања, од типот на дентален плак, дентален забен камен, од типот на кариес, кој што е најраспространетото заболување во светот дефинитивно и кое што е многу некогаш знае да биде и многу комплицирано за лечење. Тоа е иреверзибилен дефект кој што ние мораме некако да го санираме. А тоа, верувајте ми, со лицата со посебни потреби знае да биде и доста предизвикувачко. Но во мојата мисија како еден доктор по стоматологија, навистина од самиот почеток, од самата идеја за отварање на ординација, сум целосно посветен кон одржување на Хипократовата заклетва, односно баш на првиот дел од неа, кој што вие го спомнавте, и сакам да си продолжам со таа мисија се додека трае името на ПЗУ доктор Кристијан, да трае и хуманоста која што се пружа не само кон лицата со посебни потреби, туку и кон сите особи кои што ќе влезат низ онаа врата и ќе побараат помош од мене. Кога одлучи ти да им бидеш стоматолог на овие дечиња, ме интересира каков беше твојот пристап кога првпат дојдоа кај тебе да седнат на стоматолошкото столче. Како успеа да им ја дадеш таа доверба на нив? Во моето образование на стоматолошкиот факултет, јас имав таа среќа да влезам во класата на одредени ментори кои што навистина многу добро ме научија како треба да се работи стоматологијата како наука, и на клиниката по детска стоматологија ја имав таа чест да учам од еден од најдобрите доктори кој што ме научи токму како да се поставам со секој дете индивидуално. Затоа што детската стоматологија, како гранка од стоматологијата, и посебно устата на секое дете си бара индивидуален третман за секоја. Ниедно уста не е иста, ниедно запче не е исто и ниеден карактер на детето не е исто. Не постојат две деца кои што се исти во карактерот. Така. Затоа, секое дете кој што ќе влезе, јас се приспособувам кон него. Одам на неговото ниво, можам да претпоставам, односно да се прилагодам на неговите, на тоа што му е него интересно, што може да го натера да примамам неговата, да го привлечам неговото внимание кон мене, и со тоа полека во неколку посети, ако треба, не мора секогаш да значи дека е само во една посета. Дури да бидеме реални, педодонцијата и стоматологијата на лица со посебни потреби скоро никогаш не се одива во само една посета. Затоа што првата посета е најважна, кога детето се запознава со стоматологот и тука тоа не смее да почувствува никаква болка, никаков страв, затоа наредниот пат да се врати и со едно мало олеснување да седне на столицата, да отвори устата и постепено, со големо трпение и со големо посветување на време, ние да успееме да ги санираме сите заби во устната празнина на детето, пропратните заболувања мекоткивни на оралната празнина и секако без при тоа ние да направиме некоја психичка траума на детето, која што освен физичката болка која што ја чувствува од забите, исто така е многу важно да не ја почувствува како траума, односно како страф од заболекарот, затоа што доколку тој првите неколку посети ги има безболно и помине пријатно, колку што може да се помине пријатно на заболекар, нели? Тоа секогаш, ама секогаш ќе сака да оди на стоматолог, дури и на редовни контроли. Доктор Кристијан, бидејќи од вашите гостувања по медиумите и кога гостувавте кај мене, и кога гостувавте кај моите колеги, претпоставам дека родителите и оние кои што ги следа емисиите ве побараа на вашиот телефон, дојдоа кај вас. Како реагира родителите на сето ова што вие сакате да го направите за дечињата со посебни потреби? Родителите, верувале или не, реагираа многу позитивно и со едно големо олеснување. Затоа што да се биде родител на лице со посебни потреби е навистина работа, еден работен статус, многу тешка работа со полно работно време и 24 часовно дежурство. И секако, тој родител треба да биде секој ден во контакт со повеќе доктори, повеќе специјалисти од разни области на медицината и на стоматологијата. Со тоа што, за жал, не постојат многу стоматолози кои што работат со овие деца,
Кога се најдов јас на сцена, на стоматолошката сцена, да ја наречам, да почнам да ги поправам зъбите на тие деца, луѓето реагираа многу позитивно. Почнаа еден по еден да ги носат дечињата, почна да ја добиваат и они како родители довербата во мене после успешната интервенција на секое детенце, и така полека се расшири таа приказна за мене и за моето работење со овие дечиња. Колку дечиња има вака во овој период на кој што ти си им како доктор стоматолог достапен во секое време да им помогнеш? Бројка, точна бројка не би знаел да ви кажам, меѓутоа се менува од ден за ден, така. Меѓутоа една бројка, така да кажеме, 20-30 дечиња. Па за жал бројката е малце поголема, околу 70-80 дечиња со посебни потреби, кои што јас соработувам и со неколку дневни центри за лица со посебни потреби и навистина ми е жал што таа бројка е толку голема и е во некој пораст. Така. И денеска исто, додека сме тука, чекаме да дојдат денеска имаме закажани дечиња со посебни потреби, конкретно чекаме 2 дечиња со посебни потреби, заедно со нивната цела фамилија, кои што се мои одамнешни пациенти и кои што истите тие, тоест едното е дете со посебни потреби, а другото е лице со посебни потреби, кое што е веќе вработено. Така. Меѓутоа, сепак е со посебни потреби и истиот си доаѓа на редовни стоматолошки контроли без присуство на родител, си се сретнуваме тука по улица затоа што тој живее во соседството, си правиме муабет, многу си се почитуваме прво како пријатели, а потоа како доктор и пациент. Доктор Кристијан, ти си толку непосреден, толку пријатен, човечен. Имаш голема позитивна енергија. Предпоставам дека тоа беше, како да кажам, причината за овие дечиња да ти ја дадат довербата тебе да им бидеш матичен стоматолог или нивни доктор кој што ќе им ги лечи зъбчињата. Предпоставам дека сите овие твои карактерни особини позитивно влијаат на тие дечиња за да седнат на стоматолошкото столче и да имаат доверба во тебе. Прво, баш ви благодарам на убавите зборови, на убавите комплименти што сега ги добив од вас. Секако многу е битен пристапот. Првата средба на детето со посебни потреби или на лицето со посебни потреби со мене не е никогаш во бела униформа или во бел мантил. Затоа што, како што еден мој професор кажа на една емисија, белиот мантил е бариера помеѓу докторот и човекот. А јас таа бариера намерно пробувам да тргнам помеѓу мене и лицето со посебни потреби, како што тоа лице би ме доживеало како многу поблизок и многу полесно би се доверило, односно би отворило уста, затоа што да отворите уста на еден човек, да му дозволите да ви ги поправа зъбите, верувајте ми, навистина ви е потребна голема доверба во тој човек. Така, и ние што сме кога одиме на стоматолог, и јас, и вие, и сите имаме помалку страв, а не пак дечињата кои што навистина се со една специфична карактерна особина, со некои специфични, како да кажам, заболувања, како што се аутистичниот спектар, Дауновиот синдром, и некои други проблеми. И верувам дека ќе го снимиме моментот кога ќе дојдат дечињата. Предпоставам дека имате некоја блиска комуникација, некои поздрави. Да, ние сме многу блиски со тие деца. И стоматологот, како стоматолог, навистина не е нималце пријатен за човекот, кога знаеме дека треба да одиме на стоматолог, за жал, заради разни причини, имаме некоја одредена доза на стрес. Без разлика колку и да е безболна интервенцијата, колку и да е секојдневна интервенцијата рутинска, сепак постои тоа еден одреден страв, дали е тоа од сензацијата, од звуците, од притисокот, од светлото, од се и свашта може на човекот да дојде. Самото столче веќе кога ќе ве седнат на столчето. Кога ќе седнете на столчето, тогаш веќе знаете дека почнува стоматолошкиот третман и тоа е тоа, готово. Дали понатаму планираш ова да го правиш и во иднина? И дали, бидејќи ова емисија, сите оние кои што ќе ја гледат, можеби ќе
ја гледаат и некои родители кои што имаат детенце со посебни потреби, а не можат да го несат на стоматолог, нели, бидејќи се плашат. Дали ќе можат и тие што ќе не следат повторно да побараат и да дојдат кај тебе како нови пациенти? Секако, како што реков уште на почетокот, се додека трае името и постоењето на оваа ординација на ПЗУ доктор Кристијан, ќе трае и нејзината мисија. Така. Односно, освен со секојдневните пациенти, да се работи со лицата со посебни потреби и на истите да им се пружи првокласно здравствено згрижување, без при тоа они да доживеат било каква психичка травма. Доктор Кристијан, јас ти посакувам и понатаму успех во сето на што го работиш. Ние за сите нови моменти ќе те следиме, нели, и повторно можеби ќе те посетиме во некоја друга прилика, нели, она што е во продолжение за нашите гледачи. Значи, продолжуваме со она да ви го доловиме моментот кога дечињата доаѓаат во ординацијата на доктор Кристијан и каква е средбата со докторот и пациентот. Почитувани гледачи, откога со доктор Кристијан го пречекавме Златко, нели можевте да забележите тие веќе и го поправа запчото. Сега некаде тука би ја вклучиле во оваа приказна и мајката на Златко, господја Менка, да ни каже како дојде до средбата со доктор Кристијан и какво беше нивното искуство во однос на запознавањето и контактот на Златко со доктор Кристијан. Ви благодарам што ќе се вклучите во оваа приказна и вие ќе кажете збор-два за Златко и за Кристијан, како беше кога прв пат се сретна, како дознате за доктор Кристијан, како впрочем почна целата комуникација и постапка за да биде матичен стоматолог на Златко. Добро вечер. Или здраво, како би ве поздравила. Први не поздравувам оваа емисија како поддршка на млади. Тоа е моје мото. Па прв пат ние тука непосредно живееме и работам блиску до Кристијан. Инаку Кристијан е доктор кој што сака да живее со млади луѓе, ги поддржува во секој смисол. Однесувањето негово ми се допадна. Па тоа пред се највеќе. Значи... Како Златко постапи кога прв пат требаше да седне на стоматолошкото столче? Како го убеди доктор Кристијан? Како беше процесот, значи запознавањето? Малку повеќе да ни кажете за тоа. Па Златко, не е некој тежок пациент за да седне на стоматолошка столица. Лесно прифаќа луѓе. Првим. Тоа е пред се еден плюс за тоа. И дружелюбив е и Златко, а воедно и Кристијан. Кристијан многу сака да ги, мислам, да млади луѓе поддржава. Кога работи, мислам така, прифатливо. Значи не е некоја, како да кажем, брза или нагла работа, да може секој потек стоматолошки да може да го прифати, го прави тоа. Предходно одеше негде на стоматолог Златко? Да. Исто немаше проблем со... Нема проблем. Нема проблем. Значи, тоа одлучите да продолжите да... Да, би сакала дека да. Убаво му е Кристијан.
Така. Добро. Ви благодарам што ете бевте дел од оваа приказна. Почитувани гледачи, ете заврши ова издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека ова интересна приказна што успеавме да ви ја пренесеме, ја следевте до крај со внимание. Секако ако е така, тогаш ве чекаме и во 17:10 во следниот понеделник. Останува да ве поздравам, да ви посакам убаво и пријатно попладне, имајте пријатна вечер и грижете се за своето здравје.